Еве денеска Социјалдемократскиот сојуз со своите волонтери повторно е по кризните подрачја. Направивме и посета, меѓутоа и во групи активирани за да се помогне на семејствата, заради тоа што навистина е потребна сериозна помош за да можеме колку толку да се вратат во нормала животот во Синјелиќ, во Стајковци, во Црешево и во сите други населени места кај што денес ги посетуваме. Апсолутно мислам дека секој одговорен човек во Република Македонија треба да биде солидарен во овој момент со жителите на овие населени места, со жителите на Скопје, да им помогне без при тоа да се прави било каква поделба по ниту една основа, ниту верска, ниту политичка, ниту национална основа и да заборавиме на разни начини на дистрибуција на помош кои што селектираат поединци или поедини семејства. Исто така апелирам да се вклучи целосно механизацијата во Република Македонија, затоа што имаме многу фирми кои што добиваат државни тендери, кои што работат за државните институции, за да немаме поголема хуманитарна катастрофа, да има што е можно повеќе камиони, повеќе градежни машини кои што ќе можат да го изнесат целиот овој отпад кој што прети да прерасне во една еколошка катастрофа. Мислам дека е потребно исто така веднаш да се донесат и сериозни одлуки, да бидат граѓаните од овие населени места ослободени од комуналните услуги, пред мислам на вода и на надоместокот за чистота, заради тоа што токму во овие моменти имаат сериозна потрошувачка на вода и во тој дел ќе треба да направи државата сериозни решенија и одлуки кои што треба да допринесат веднаш да имаме помош. Интервентно мора и барам да и владата и собранието утре да се седава, да се донесат одлуки за еднократна парична помош на сите семејства кои што се настрадани заради тоа што се неопходно потребни и да имаме комисии и тоа што е можно повеќе комисии кои што ќе проценуваат штети за да можат и овие штети да им се надоместуваат на граѓаните. Сериозни се загубите, сериозни се штетите. Најголемата загуба за Република Македонија и за Скопје е тоа што имаме човечки жртви. Меѓутоа ова треба да биде сериозна поука за владата на Република Македонија, за институциите во државата, дека мора да функционираат во секој момент за да не ни се случуваат вакви катастрофи или барем да ги намалиме последиците од нив. Благодарам. Постојате учество во сите комисии кои што се однесува на прераспределбата на парите, без оглед дали е за штетите за домовите, за земјоделските поседи. Инаќе ова го зборувам од друг аспект во наделението на хуманитарната помош, видовме голем број на злоупотреби и поделба по пари. Сакам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз излезе веднаш на терен и важно е во овој момент да бидеме солидарни со граѓаните. Секој еден кој што смета дека преку политика, односно ова не е политика, ова е политиканство, да преку трагедијата на граѓаните на Синјелиќ, на Стајковци, на Црешево, на Рачиново и така натаму, ќе може да добива некакви поени, тоа е најголем грев што може да го направи. Слушам и сега по луѓе кога одев да ги посетиме за селективен пристап кон доделување на хуманитарна помош, за селективен пристап кон одење на комисиите за проценка на штети, дека тоа се прави по некакви списоци и така натаму. Затоа апелирам таквиот начин на работење да го трнеме на страна. Сега е момент да се мисли на граѓаните на Република Македонија. Ние имаме потреба институциите да функционираат и токму сега да функционираат. И затоа барам не само државните институции, и сите оние кои што земаат пари од државните институции, кои што имаат тендери, знаете колку фирми добијаат тендери од државата, колку милиони евра се сливаат во приватни предпријатија, да ја стават механизацијата на располагање и да помогнат на овие граѓани за да немаме хуманитарна катастрофа. СДСМ побара да се одржи собраниска седница, утре ќе се дебатира, ќе се донесат соодветни заклучоци и СДСМ е подготвен до последен момент да биде заедно со граѓаните и да таа солидарност се покажеме на дело. Сега не е момент ниту за политика, најмалку за политиканство, сега е момент за сериозна акција, за работа,
за помагање на граѓаните и да заеднички го изградиме повторно овој дел на Скопје. Благодарам.